Општина Делчево планира да вработи 11 државни службеници, со што бројот на административци ќе се искачи на 66. Според годишната програма за вработување која беше усвоена од мнозинството советници, за овие нови вработувања, најзадолжената општина во државава планира 3 милиони денари за плати. Оваа година се планирани вкупно 11 вработувања, од кои што се 10 за македонци, по етничка припадност и едно работно место е по припадност ром. За советниците од опозицијата потребата од нови вработувања е предизборен памфлет. Зошто да бидат толку преобемна администрација да имаме? По европските стандарди на 1000 луѓе следува еден вработен во администрација. Нека бидат и 20.000 да има Делчево, чисто сумњам дека сега се толку. Од 20 вработени во општината, ништо повеќе не ни се потребни. И затоа треба да биде овде присутен градоначалникот за да образложи. И јас во 4 години наназад не бе способен да увидам, дека не ми иде работата заради тоа што немам такви кадри. Со програмата за нови вработувања општина Делчево го покажа своето лицемерие, велат од опозицијата, и подсетија и на 10 државни службеници кои во 2010 под превезот за штедење и тешката финансиска состојба на општината беа избркани од работа. Врв на лицемерие партијата која пред 6-7 години бркаше работници од локалната самоуправа под пластот дека наводно се залага за намалување на бројот на администрацијата и дека тоа е согласно европските стандарди, сега во пресрет на локалните избори да носи политички памфлет со кој бара да се гласа за нови вработувања. Советниците од владеачката коалиција се одлучија да одмолчат на овие напади од опозицијските советници. На седницата беа усвоени и програмите за вработување на основното училиште Ванчо Прке, каде е предвидено вработување на еден секретар на училиштето, кој веќе има 18 лица вработени како технички и административен персонал, а во Делчевската гимназија се планираат 2 вработувања, и тоа на сметководител и техничко лице. Овде веќе работат 10 лица како технички и административен персонал.